4 април 2025 година, петок, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за одбележувањето и на денешниот ден. Деталите во продолжение. Утринава во Литванија починал Александар Карадаковски, кој беше повреден во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, потврди денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Утрово, рано, еден од 116 пациенти што беа испратени надвор од државата, Александар Карадаковски, кој се лекуваше во Литванија, почина за жал. Ја би сакал по моје име да изразам сочувство до семејството. Имаме други вести кои што се добри во однос на лекување на пациентите. Остануваат само 78 пациенти од вкупно 193 пациенти кои што беа во несреќата во Кочани, во трагедијата во Кочани. Од нив моментално во државата се лекуваат 14 пациенти кои што 5 ќе бидат испишани да одат да се лекуваат, да продолжат се стабилни во добра состојба, да се лекуваат дома, значи 9 остануваат по болниците во Скопје. Надвор од државата денеска се враќаат 6 нови пациенти кои што се во подобра и стабилна состојба, 2 во Булгарија, 2 од Шпанија се враќаат и 2 од Унгарија, кои што се стабилни и добри, но по протоколите ќе се лекуваат уште еден ден, 24 часа ќе престојуваат во нашите болници од кај што биле испратени и потоа ќе бидат пуштени во домашно лекување. Значи, практично останува надвор од државата само 69 пациенти, од кои што 3 пациенти за жал се уште се во критична и нестабилна состојба. Доброто е што од вкупно, ви реков, 193 пациенти, веќе 118 се лекуваат во домашни услови и се добри. Другите пациенти кои што се надвор од држава, овие што се во Македонија, сите се во стабилна и добра состојба. Надвор од државата генерално повеќето се во стабилна и добра, веќе се најавуваат повеќе пациенти кои што ќе се вратат во следните 3-4 дена. И 3 критични кои што да се надеваме дека ќе оди добро, меѓутоа состојбата е многу критична на овие 3 пациенти. Трагедијата во Кочани покажа длабоки пропусти на МВР. Мора да има одговорност, порачаа на денешната пресконференција од СДСМ. Најтешката трагедија во поновата историја на нашата држава, трагедијата во Кочани, однесе уште една жртва. Болката се уште е огромна, а прашањата за одговорност за институционални пропусти се погласни. Трагедија со вакви тешки последици, со толку голем број на жртви, повикува на неселективна истрага и одговорност од сите. Но и покрај сите пропусти непосредно на денот на кобната ноќ и пред тоа, се уште ниту еден командир, инспектор, началник или функционер на Министерството за внатрешни работи од ОВР Кочани, СВР Штип или Бирото за јавна безбедност не е повикан на распит, ниту опфатен со истрагата. А токму тие биле на функција, имале законска обврска и должност да постапат на 16 март. Законот за јавни собири јасно вели дека за масовен настан со над 600 луѓе мора да има полициско присуство и безбедносен план, дури ако не бил формално пријавен. Факт е дека Министерството за внатрешни работи не постапило соодветно. Не изготвило безбедносен план, не направило процена на ризик, иако настанот бил јавно најавен. Исто така, Министерството за внатрешни работи е надлежно за дозволите и контролата на употреба на пиротехника во затворен простор, која што е основна причина за пожарот. Полицијата која била на лице место кобната ноќ во диското, видела малолетници, пиротехника, непријавен настан, клуб без лиценца и не презела ништо. Значи сите контролни механизми, како и самата безбедност, кои се во надлежност на Министерството за внатрешни работи, особено Бирото за јавна безбедност, СВР Штип и ОВР Кочани, затаиле. Како е можно да нема никаква одговорност од актуелните полициски функционери кои биле на позиции тој ден?
Еден од тие функционери почитувани е Томо Донев, началник на криминалистичка полиција во Кочани. Тој е фотографиран, како што гледате и нова фотографија, на партиски состанок на ВМРО ДПМН, иако според законот забраните е политичка активност за полициски службеници. Јавно прашуваме, дали поради оваа близина со ДПМН досега не се опфатени со истрагата актуелни функционери од Министерството за внатрешни работи. Ова, почитувани, не е прашање на политика. Ова е прашање на одговорност и правда. Граѓаните, жртвите и нивните семејства заслужуваат одговори, а јавноста бара одговорност од прв до последен. На улица Шишка, во старата индустријска зона во Кавадарци, јавното предпријатие Комуналец пристапи кон реконструкција на водоводна линија во должина од 100 метри Фи-63 со цел да биде решен проблемот на повеќе правни субјекти на оваа локација кои имаат проблем со водоводната линија и истата беше со незадоволителен диаметар. Инвестицијата и изработката е на јавното предпријатие Комуналец, информираат од локалната самоуправа. Општина Кавадарци ја посетија меѓународни партнерски невладени организации од Шпанија, Португалија и Италија на невладината организација од Кавадарци СППМД како дел од проектот Социјално кроење, која има за цел да ги поддржи, но и да им помогне на лицата кои се во неповолни ситуации при ризик од сиромаштија, лица со попреченост или социјално исклучување, преку соодветна поддршка и обуки за социјална вклученост, обуки за работа и поддршка при нивно вработување. Во рамките на нивниот престој ќе остварат посети и средби со повеќе институции и организации, се со цел да се обезбеди и подобри социјалната вклученост на ранливите категории. Од денеска јавното предпријатие Градски превоз Кавадарци ја стартува меѓуопштинската линија број 17 Кавадарци-Неготино со цена на билет од 50 денари. Во понеделник Светата Македонска православна црква го празнува празникот Благовец. Се повикуваат верниците во недела од 17 часот да дојдат во храмовите да донесат петолебие и заеднички да се помолат за оздравување на повредените од трагедијата во Кочани. Почитувани верници, нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија на 6 април недела и на 7 април понеделник отпочнува со торжество прославување на празникот Свето Благовештение Благовец. Затоа ве повикуваме на 6 април недела со почеток во 17 часот да дојдете во храмовите и земете учество во празничната вечерна богослужба со петолебие, на која ќе се послужи молебен за оздравување на настраданите од трагедијата во Кочани, утешување на семејствата на починатите од трагедијата, а воедно и за заштита на нашите деца од секакво зло и искушение. На вечерната богослужба донесете 5 лепчиња, вино, неварена пченица и масло, и истите осветени и благословени ги вратите во вашите домови за заштита на нашите семејства и нашите деца. Утре дента, на 7 април понеделник, во сите храмови ќе се отслужи празнична златоустова литургија, на која ќе се помолиме на нашиот Господ Исус Христос, кој преку молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица да ги излекува сите кои лежат во болниците, семејствата да ги утеши и нашите деца да ги заштити од секаква неволја. Светата Дева Марија, уште како мала на 3-годишна возраст, ја однеле нејзините родители во храмот за да му служи на Бога. Таа останала таму цели 12 години и кога наполнила 15 години, таа не смеела повеќе да остане во храмот, туку требало да се сврши и да стапи во брак. Тако бил законот, но нејзиниот одговор бил поинаков и таа рекла дека не сака да се мажи, туку сака да му се посвети на Господа Бога. Тоа ги збунило свештениците и додека тие се чуделе што да прават, а да не го прекршат законот Божи, ете Бог му открил на свештеникот Захарije, таткото на светиот Јован Крстител, да повикаат 12 мажи од Давидовото колено, кои немаат жени и од нив да го одберат оној кому ќе му ја доверат Дева Марија, како на оној кој ќе ја чува нејзината девственост и дадениот завет
и ќе се грижи за неа. Бог одбрал да му ја дадат на Јосифа од Назарет, кој што и бил роднина и бил во одамнани години и имал деца кои биле на возраст колку Марија. За него ја свршили и таа продолжила да живее во неговиот дом, исто како да е во Соломоновиот храм. Времето го минала во молитва, читање на Светото Писмо, богомислие и ракотворство. Од дома не излегувала и световни работи не ја интересирале. Малку зборувала, а никогаш без потреба. Најмногу другорувала со ќерките на Јосиф, а кога се исполнило времето, на овој ден, 9 месеци пред Божик, Бог го извршил ветувањето и го испратил архангелот Гаврил да ја каже дека таа ќе е Божјата мајка. Настанот го опишува и Светото Писмо и Светото предание. Во Евангелието според Лука се запишани зборовите на благовестието и разговорот со архангелот, а Светото предание кажува дека тогаш Дева Марија била во градот Назарет, во куќата на Јосиф и го читала Светото Писмо, и тоа точно зборовите од книгата на пророкот Исаија, кои пророчки велат дека девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го нарече Емануел, кој значи со нас е Бог. Само што се израдувала на пророштвото и возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би служила до крајот на нејзиниот живот, ете нејзи се јавил архангелот Гаврил и кажал дека таа е девојката што ќе го роди Спасителот на светот. И кога влезе ангелот при неа рече: радувај се, благодатна Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Историјата на Новиот Завет ја отворил архангелот Гаврил со зборовите радувај се. Со благовест започнува времето на спасението. На овој ден, поради големината на празникот, црквата востановила покрај постната храна на трапезата да се послужи риба. На сите кои имат куќна слава, нека им е вековита славата, а оние кои имат именден, нека им е вековит именденот. Но пак ќе повториме, за славата или именденот, сите ние го чистиме нашиот дом и трапезата ја украсуваме, но треба пред се да појдеме во храмот на светата литургија, да се соединиме со Христа и си очистиме душата и така украсени ја понесеме благата вест за спасението во нашиот дом, за Господ Бог по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица не помилува и спаси. Амин. Прво одбиваат лидерска, а потоа обвинуваат за моноетничност. Ги повикувам повторно сите, реагираше денеска лидерот на СДСМ Венко Филипче по обвинувањата од политичкиот блок на албанците. Да, ги видов реакциите на партиите од албанскиот блок дека тоа била моноетничка средба, како ја нарека, и дозволете веднаш да ја демантирам. Таа изјава од страна на албанските партии и ќе кажам две работи. Прво, ја повикав средбата за претседателите на сите политички партии, еден од претседателите на една албанска партија, да ги потсетам, каже дека тоа би било губење време. А сега не обвинуваат за некаква моноетничка средба. Иницијативата произлезе од трагедијата во Кочани, во која видовме дека има прашања битни за државата, за развојот на државата, во која што сите политички субјекти мораме да соработуваме без разлика, што имаме различен политички бекграунд, различни политики кои што сме ги имплементирали, кои што планираме да ги имплементираме и водиме, и начинот како ги градиме во иднина. Уште една многу важна работа, јас таму на тој состанок вчера го представував Социјалдемократскиот сојуз, премиерот Христијан Мицкоски и ВМРО-ДВМН. И ние се состанавме како лидери на две најголеми партии во македонскиот блок. При тоа премиерот беше прв кој што без никаква забелешка и единствен ја прифати таа средба. Апсолутно сметам дека требаме да продолжиме во следниот период во насока на организација на средба и лидерска средба на лидерите на сите големи политички партии, и ова е уште еден повик мој до сите, вклучувајќи ги и партиите од албанскиот блок. Јас тука апсолутно не гледам никаква потреба ние да се делиме на партии од македонски или албански блок кога станува збор за интересот на државата. Во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз има албанец,
има македонка муслиманка, од следниот период од Централниот одбор ќе биде и ромка. Ние сме мултиетничка партија. Никој нема право нас да не обвинува за некакви етнички или националистички политики или пристап. И уште еден коментар, во однос на средата помина добро, во многу конструктивна атмосфера. Донесовме заеднички став да го почнеме да го изработиме начинот на кој што ќе работиме на реформската агенда, како никогаш до сега, сите партии заедно, по примерот на многу развиените демократии. Шведска има таков пример, Германија има таков пример. Ние понатаму ќе бидеме политички различни. Меѓутоа, ако станува збор за државата, мора да седиме сите заедно и ги решаваме проблемите. Никој нема доволен човечки капацитет и потенцијал за кратко време нешто да сработи. Ние сме мала земја и во таа смисла мораме да се обединиме за најважните прашања. Се крие договор под маса меѓу Апасиев, извршителот и банката, обвинија денеска од ВМРО ДПМН. Апасиев да каже како купил деловен простор во строг центар на Скопје за 721 евро метар квадратен. Пропаднатиот аскет во обид Апасиев е целосно демаскиран. Тој на 26.11.2024 година преку Левица купил 409 метри квадратни деловен простор во строгиот центар на Скопје, зад седиштето на компанијата А1 по цена и до 3 пати пониска од пазарната. Левица на Апасиев за метар квадратен платила 721 евро во услови кога метар квадратен не може да се купи под 2000 евра. Дополнително, овој имот Левица го купува преку извршител, што значи истиот е одземен од некој граѓанин или од фирма. Се поставува логичното прашање: како извршителот не можел да постигне цена на објект во строг центар на Скопје? Анимирал ли доволно потенцијални купувачи или целиот процес го водел многу тивко? Дали се крие договор под маса помеѓу извршителот, Апасиев и доверителот? Доверителот во овој случај е Унибанка со бугарски капитал. Се поставува прашањето: како банката дозволила и не анимирала своји клиенти за наддавањето? Особено кога се зема во предвид дека во банките се даваат кредити за слични објекти и станови на граѓани во градба, кога метар квадратен се проценува и над 2000 евра. Која е економската логика на банката тука? Дали зад ова купување се крие нешто повеќе и што? Ги повикуваме надлежните институции да истражат. Македонија ќе продолжи да ги има најскапите патарини во Европа за едни од најлошите и најнебезбедни патишта. Бидејќи пратениците од ВМРО ДПМН знам и вреди одбија да гласаат по предлогот на Левица за намалување на истите за 50%, вели пратеникот од Левица Реджеп Исмаил. Луѓето од Куманово, например Штип, Велес, во просек, доколку секој ден патуваат во Скопје, во просек трошат дури 2 до 3 плати годишно за патарини. И сметаме дека тоа е недозволиво, додека вие, колеги, како пратеници при користење на вашата привилегија за патни трошоци, каде што ви се рачунаат токму и трошокот за патарини, редно е овој закон да го поддржите и вие, за да се олеснат трошоците на луѓето кои што особено за работа патуваат до Скопје. Со овој предлог сметаме дека директно ќе се, без да се остави можност тоа да се уредува во подзаконски акт, затоа предлагаме тоа да биде директно уредено во законот и за да нема подоцна манипулации и други изигрувања на тарифата за патарини од институции кои што се од извршната власт, туку тоа да биде уредено токму со
нашата волја, со нашите гласови и доколку постои политичка волја, а верувам дека постои, се надевам дека ќе им олесниме на граѓаните кои што секојдневно патуваат по нашите патишта, кои за жал морам да нагласам дека и покрај тоа што надоместокот за пат е многу повисок не само од Европа, туку и од регионот, во споредба безбедноста на патиштата и квалитетот на патиштата за жал се на едно можеби најниско ниво во регионот. И оттаму уште пооправдан го прави овој предлог за да се намали трошокот за патарина. Во дневникот информации и од спортот. Ракометарите на Тиквеш со пораз го стартува плей-офот. Кавадарчани парира едно полувреме со актуелниот шампион Еврофарм Пелистер, но на крај загубија со 27-32. Се одиграа средбите од првото коло од ракометниот плей-оф и плей-аут. Во дербито од плей-офот Вардар го совлада Алкалуид со 34-26. Бутел на домашен терен загуби од Охрид со 20-22, а во салата Јасмин во Кавадарци ГРК Тиквеш беше поразен од актуелниот шампион Еврофарм Пелистер со 27-32. Кавадарчани парираа во првиот дел, но битолчани притиснаа во вториот, заигра подцрсто во одбраната и на крај заслужено победија. Веќе викендов ќе се одиграат и средбите од второто коло. Утре во скопската пресметка Бутел ќе го пречека Вардар. Во недела во дербито Охрид ќе го пречека Еврофарм Пелистер, а Алкалуид ќе му биде домакин на ГРК Тиквеш. Во првото коло од плей-аутот Куманово Радовиш 24-19, Прилеп Борец Фрујтленд 28-21 и Пролет Струга 30-23. Во второто коло ќе играат Струга Куманово, Прилеп Пролет и Борец Фрујтленд Радовиш. Последно коло од регуларниот дел за кошаркарите и девојките ќе го одиграат последното коло, а пробаскет ќе биде слободен во истиот. Викендов во првата машка МТЛ кошаркарска лига ќе се одигра последното 22 коло од регуларниот дел на сезоната. Денеска играат Вардар и Куманово, во кој гостите бараат што подобра стартна позиција во пресрет на плей-офот. Во сабота за што подобра стартна позиција и предност на домашен терен во плей-офот ќе се борат ТФТ и Пелистер. Чаир е фаворит во дуелот со гостивар, а во надпревар без публика и без никакво значење ќе играат МЗТ и Тиквеш Голден Игл. МЗТ ќе има стартната позиција, а Кавадарчани секако ќе играат во плей-аутот. Во недела во скопската пресметка Шкупи ќе го нагости Феникс, а во дербито на колото Работнички ќе му биде домакин на Кожув. И девојките ќе го одиграат последното 14-то коло од регуларниот дел на сезоната. Во групата А утре Патриот ќе го пречека Вардар, а во дербито Бадел е домакин на Крива Паланка. Во недела МЗТ е домакин на шампионот Баскеткам, а слободна е екипата на Пробаскет, која ќе игра бараж за опстанок во елитата. Крива Паланка и Баскеткам во последното коло влегуваат со ист број на бодови за позицијата број 1 во плей-офот. Во првата женска кошаркарска лига група Б утре ќе играат Охрид и Шкупија, во недела Струга Гостивар и Еринија Спорт Тим. Неготинчанки се лидери со една победа повеќе од второпласираната Струга. ГФК Тиквеш во недела во Кавадарци го пречекува лидерот Шкендија. Викендов не чека редовно коло во првата и втората лига, третата лига Југ и првата футсал лига. Се очекува дека викендов кој предстои ќе гледаме квалитетни и неизвестни дуели во македонскиот фудбал. Второлигашите утре сабота од 15 часот ќе ги одиграат средбите од 23-тото коло во кое се среќаваат Борец Кожув, Бргалница Штип Детонит Плачковица, Македонија Ѓорчо Петров Скопје, Арсимио Соголо, Охрид Цаса, Беласица Вардарски, Башкими Новаци и Победа Вардар Неготино. Прволигашите во недела ќе го одиграат 26-тото коло. Беса бодови за опстанок ќе бара против незгодниот Гостивар.
Во дербито на дното, Струмичка Брера ке го нагости Вардар. Шкупи во скопската пресметка го пречекува Работнички, а шампионот Струга ке го нагости Пелистер. Екипата на Силекс ја чека гостување кај непредвидливата Воска, а тимот на ГФК Тиквеш во недела од 15 часот на градскиот стадион во Кавадарци го пречекува лидерот Шкендија. Кавадарчани ги чека неизвестна борба за опстанок, па ќе мора да се надминат себе си и да им покажат и докажат на сите дека местото им е во фудбалската елита. Во недела ќе се одигра и 18-тото коло од третата македонска фудбалска лига група Југа. Паровите се Превалец Башкими, Бучин Влазними, Младост Дреново, Росоман Питугули и Венец во Долни Дисан ја пречекува Слога од Лажани. Во првата футсал лига денеска ќе играат Јувентус Ерава Бутел. Утре се сеќаваат Форца Клими, а во недела Железарец Шкупи. Колото ќе заврши во понеделник со средбите Кеги Моби Црна река и Осогово проект. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди. Локално ќе има услови за развојна нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Температура од 7 до 19 степени. Во недела ќе има брз проод на студена воздушна маса од север, кој ќе предизвика значително промена на времето. Ќе преовладува претежно облачно време со врнежи од дожд, а на повисоките места од дожд и снег. На планините врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира снежна покривка 10 до 15 сантими. Ќе дува засилен северен ветер над 70 км на час и температурите значително ќе опаднат. Во понеделник со засилен северен ветер наместа повремено ќе провеува слаб снег. Потоа времето ќе биде стабилно и ветровито со утринските температури кои насекаде ќе бидат негативни. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатни мигови и убав викенд.